Здравейте и добродојавте назад на нашиот YouTube канал. Денеска, како што гледате по наслов, снимам женски разговори со Ивона Јовановиќ. Мислам дека може да почнеме предходно, само треба да ставите лайк и субскрајб. Првото прашање вели вака: како да го прифатам мојот физички изглед, односно, ајде јас го проформулирав, како да го прифатиме нашиот физички изглед. За жал живееме во време со критериуми кои што се излекуваат од интернет. Инстаграмот стана платформа која што веќе не го изгуби тој смисол за објавување на фотки, за објавувањето на нашиот живот. Прво беше храна, сега е кога ќе поставиме храна, онака, види го храна поставува, не го поставува неговото голо тело. За жал, живееме во тој свет со Инстаграм критериуми и младите девојчиња, затоа што претпоставувам дека девојчево беше младо кој што ми го постави прашањето, младите девојчиња мислат дека треба да се исти како луѓето кои што се на интернет. Не треба да сте исти, треба да сте своји. Треба кога ќе застанеш пред огледало да ги погледнеш сите твои убавини и сите твои мани. Само така ќе можеме да живееме среќен живот и само така ќе можеме да се прифатиме самите себе си. Сите имаме мани, сите имаме недостатоци, сите имаме убавини, просто нема потреба да бидеме сите исти. Второто прашање е дали твојата самодоверба се зголеми, односно промени за време на пубертетот. Ова прашање не е добро формулирано, но претпоставувам што сакате да ме прашате. Јас мојата самодоверба у суштина ја градев со години. Почнам кога бев трето, четврто деление, кога се враќав со ранче од училиште, кога од страна девојчиња, машки ќе коментира видеа дебелава. Не се сеќавам што какво чувство буделе тие коментари кај мене, но знам дека бев паметна, интелигентна и зборував со моите. Зборував постојано со мајка ми и таа велеше нека зборуваат, ти само продолжи напред. Ти само продолжи и труди се ако ти е убаво да јадеш здрава храна, те моли мама. И постојано ми коментираше да ги тргнам мислењата, да ги тргнам што зборуваат и не знам, со текот на времето тоа стана просто така. Многу читав психолошки книги, постојано читав за самодовербата, што е самодоверба, зошто треба да се гради, што може таа да ни донесе, што може да ни и одземе, затоа што има самодовербата и негативни, мислам, луѓето кои што премногу се самобендисани, односно полни со самодоверба, знаеме дека тоа обично од страна не изгледа убаво, ама битно е што вие тука чувствувате. Сега да се задржам на прашањево, се пријавив на Идол и таму ме завркава, но како одминуваше времето, како ги покажував јас своите квалитети, кои што и како ги имам, така почна луѓето повеќе да ме почитуваат. Да почитуваат, голем збор за 14 годишно дете, може твоите врсници да те почитуваат, но почна и она постара генерација која што стоеше од стране и која што ми велеше видеа гнаса, видеа дебела, видеа оваква лелеа ослабима, свињо, многу грдни имиња, кои што не би посакала никој да ги доживее и да ги осети на своја кожа. Почна некако да добивам нивна доверба, да чувствува дека знам да пеам, дека имам квалитети, дека сум човек, дека сакам да помагам и како ги ја презентирав своите добри квалитети, некако тој лош изглед падна у вода. Гел ногти, колку често правиш и какви преферираш? Гел ногти, моментално имам гел ногти, не знам колку можете да приметите, но ова се мои ногти, односно ова е мојата должина на ногти. Пеам и студирам стоматологија. За пеењето, за за тие сите дешавки ти треба среден нокт, секако. За секогаш ти треба среден нокт, но посебно акцентот е на микрофон и сакам да ги правам. Од друга страна, стоматологијата вели нокти не. Сега јас направив еден баланс, правам доста кратки, сега не знам колку за вас, ова се кратки, но за мене се кратки, затоа што знам да носам и канџи. И ставам постојано ракавиците кога работам. Ракавиците кога ќе ги ставам, ноктите не ми ги цепаат, така да најдов некој баланс и одлично функционирам, ги преферирам, односно постојано ставам, тоа е лошо. И претпоставувам дека ќе ме прашате кога е правилното време да почнеме да ги правиме ноктите. Ако имате здрави, цврсти нокти, не правете нокти, купете си гел лакчиња, правете си ги сами, доколку имате
кршливи ногти како мене, кога ќе почувствувате потреба, направете го таа. Четвртото прашање вели, многу послаби деца мислат дека сум дебела и неќе да се дружат со мене. Да, I feel you, baby. И јас во моето време, кога бев дете, кога имав 12-13-14 години, имав таа бариера, не сакаме ние да се дружиме со тебе затоа што ти си грда, дебела, едно чудо коментари добивав, но просто учи, работи на себе, јади колку што можеш здрава храна, движи се и ослабнувај, односно живеј здрав живот заради тебе. Тие што сакаат да се дружат со тебе, ќе се дружат. Тие кои што не сакаат и кои што те навредуваат со тие погрдни имиња, не ти ги не треба во животот. Просто е. Петото прашање вели, дали е добро да се шминкаш на 12-13 години? Ја почнав искрено со козметика, односно било каква козметика да користам, прв пат на мои некако 15-16 години, односно првите препарати ги купив, едно друго шминка, пудричка, нешто, римелча. На 12-13 години искрено не ни знаев дека шминка е шминка, не ни гледав на тоа дека мајка ми многу се шминка. Единствено што знаме дека мајка ми користеше Max Factor, многу тешка пудра, и секој месец се расправа со татко ми дека многу пари фрла на таа пудра. И сега дојде време Ивона да фрла многу пари на шминка, извини тато, нема врска. Океј, вие да ставите на 12-13 години лабело, понекогаш кога ќе имате така некои дешавки, римелча, но пудра, коректори, камени, тоа не. Шестото прашање вели, на колку години е нормално да се добие месечен циклус? Претпоставувам сте ме прашале затоа што немате на кого да се обратите и не знаете ли да изгуглате, не сте запознаени, не знам, но само знам дека во Македонија и во светот, во Македонија треба да се воведе интензивна една едукација, посебно за женските, што е месечен циклус, што е пубертет, прецепа, месечен циклус, зошто се тие промени, затоа што како одминува времето, така децата се повеќе, помалку и помалку имаат навика да разговараат со своите родители во врска со тоа. Јас имав таа среќа во тие години, многу разговарав со мајка ми и бев запознаена што е месечен циклус, што е тоа црвено, кое што еднаш месечно доаѓа на гости, ја така негував да го викам и уште така го викам гостинка. Месечен циклус е нормално да се добие од 10 до 12-13 година сега. Ја кога бев на тие години, некако си беа изместени тие години, беа малку постари, но како одминува времето, така критериумите и возраста се движи надолу, така да сега од 10 до 12-13 години девојчињата добиваат месечен циклус, но ја не сум правилната, вистинската особа со која што треба да разговарате да го поставите прашањето. Седнете до вашата мајка, праша, мамо, прочитав, што е тоа месечен циклус, што е пубертет, објасни ми. Мислам дека не постои родител на светот. Ајде, со мајките, нели тоа треба да го разговараме? Треба. Може со таткото, но мислам дека таа релација мајка-ќерка за овие работи е многу подобра и многу послободна ќе се чувствувате. Седнете, мамо, што е, како е, сигурно ќе ви објасни. Мислам, не постои мајка на светот која што не би објаснила на своето дете, доколку прашате. Ако постои некој родител кој што ме гледа во овој момент, ја би апелирала и вие, родителите, да почнете да ги седнете вашите деца во фотеља, да сварите некој чајченце и да поразговарате на темата пубертет, затоа што некои дечиња не знаат ни што е тоа месечен циклус, ни што и како се случува. Седмото прашање вели, што треба да јадеме и правиме кога имаме месечен циклус, и тоа е поврзано или со месечниот циклус. Тоа е индивидуално. Постојат луѓе кои што имаат болки во стомакот кога ќе добијат месечен циклус, болки во рбетот, главоболки, постојат луѓе кои што имаат голема желба за храна, постојат луѓе кои што воопшто немаат, мислам, девојчиња кои што немаат
потреба да јаде толку многу. Јас лично јадам полесна храна затоа што во стомакот се случува револуција, се зголемува стомакот, значи се чувствувате како да сте во 6-ти месец. Така да јас јадам лично полесна храна, повеќе консумирам растителни продукти, животинските во тој период ги одбегнувам, така да тоа е индивидуално. Како поминува времето, така ќе се тестирате и ќе сватите што ви одговара да јадете во тој период. Осмото прашање, како да ги избегнеме лажните пријатели? Прво, пријателство, другари, постојат, не велам не, но најголемиот ваш пријател е вашата мајка, татко и брат и сестра. Потоа одат нели селекцијата на луѓе кои што вие ја одбирате. Родителите не можеме да ги бираме, пријателите можеме да ги бираме. И поради тоа што пријателите може да ги бираме, просто ќе си направите селекција. Се насмев затоа што тоа не можеш да го објасниш. Како, еве, што треба ја да правам за да ги одбегнам лошите пријатели? Еве, не јади благо. Не можеш. Тоа ќе те научи искуството. Не можеш да не плачеш за пријател, не можеш да не. Ќе се здружиш со некој, ќе ти изневери, ќе плачеш, ќе научиш од таа дадена ситуација што не треба да правиш. Ќе дојде друг, ќе дојде трети, и веќе на петиот ти имаш искуство и ти веќе имаш сенс, чекај овој, ќе си правиш табели од твојата глава. Така да, одговорот на како треба да ги избегнеме лажните пријатели е да се стекнете со искуство. Да стекнете со искуство и не на секој да веруваш. Не секој ја заслужува твојата доверба. Деветото прашање е што користиш од мејкап производите. Едно од најчестите прашања на девојчињата. Моментално имам тешка шминка, затоа што за некој си, што знам, 30 на минути ќе дојде Силјан по мене, ќе имам свирка, така да ова ми е за свирка мејкап. Секојдневно ставам маскара, бебе крема, руж и кармин. На тоа се главни 4-5 продукта кои што ги користам, вака знам се да ставам и коректори, сенки, руменила и бла 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 бла. Десетото прашање вели: што да правам? Сите ми велат дека имам машко хоби, да продолжам ли? Ова го поставило некој девојче, претпоставувам нели, на тоа што потенцирав во прашањата на стори да се поставуваат од страна на девојчињата. Машко хоби. Според мене нема машко хоби, нема машки спорт. Се што е спорт е супер за твоето тело и за твојот дух. Во здраво тело, здрав дух. Не постои никакво машко или женско хоби спорт. Постојат само ограничени луѓе кои што постојат и ќе постоеле и ќе постојат и не се замари и не обрнувај внимание, затоа што на крајот од денот кога ќе си легнеш, ќе сватиш дека тој ден си била среќна, тоа е најважното. Дали тој спорт те прави среќна? Ако те прави среќна, тоа е тоа. Луѓето од страна ќе зборуваат. Тие ќе зборуваат. Важно е вие да сте среќни. Јас сум среќна, а вие? 11-тото прашање, сакав да има 10 прашања, но 11-тото прашање беше екстра прашање кое што ми стигна последно, впрочем, пред да го избришам Instagram сторито кој што за еден час ми стигна преку 100 прашања и направив селекција на првите 10, ете некако. 11-тото прашање, екстра прашање кое што е многу важно и се надевам дека ќе го догледате видеото до крај, ќе сватите и ќе стигнете до оваа тема и ќе ме сослушате. Прашањето беше: депресивна сум, што да правам? За жал, депресијата и анксиозноста се болести на 21 век. Самиот живот кој што денеска го живееме, брзаме, трчаме, сакаме да ги задоволиме сите критериуми, сакаме да сме убави, па кога не сме убави ние се разочаруваме, па кога немаме дечко, кога дечкото ќе не отфрли, ние се сето тоа доведува до една состојба која што не е својствена, не е нормална за нашето тело. И најважно е луѓето да ја разпознаваат таа депресија, односно да имате разпознавање на болест, односно на таа состојба. Едни од симптомите кои што се е губење на задоволство, чувствувате несреќа, анксиозност, односно страв некој непознат, немирен сон, губење на апетит и за жал луѓево, односно
и младите и старите подсегнуваат на последниот симптом, односно на последната фаза, односно суицидни мисли, односно размислување за самоубиство, и за жал некои тоа го и остваруваат. Мене многу ми е тешко да зборувам за оваа тема, затоа што знам колку млади луѓе моментално во овој момент се соочуваат со тој страв, размислуваат да денес е сабота, сакам да излезам, што ако не сум убава, што ако некој знам како е, затоа што сум била во мал сегмент од мојот живот во таква состојба и знам како е. Размислуваат на што ако излезам, што ако не му се допаднам, што ако останувате дома, се затварате, легнувате и ништо направиме. Многу е битно да разпознаете дека имате некоја промена на вашето расположение, на вашата здравствена состојба. Вториот чекор е да побараме помош. За жал, пак ќе кажам, во ова време е многу чудно кога некој ќе ни побара помош. Ние дури, онака јас се изненадувам. Кога некој ќе ми пише, кога ќе ми побара помош, јас сум браво, ајде, барете помош, браво што ова ми го постави девојче. Значи, свесна си. Првата фаза е да си свесна на ова. Тоа е најбитното. Помош треба да бараме у било која состојба, не во оваа која ќе се наоѓаме. Имаш пријатели, имаш луѓе околу тебе, имаш баба, имаш дедо, имаш мајка, имаш татко, сигурно имаш брат, сестра, значи, кажи дека нешто не е во ред со тебе. Побарајте помош колективно сите. Споделениот проблем е напола решен проблем. Значи, не ги задржувајте работите во себе за било што, без разлика дали е депресија, дали е било каков проблем, споделете го. Верувајте ми дека ќе се реши. За се има решение, верувајте ми. Одењето на психијатар е и такако битна работа во целава процедура. А што ќе кажат луѓето? Луѓето ќе зборат. Луѓето ќе зборат и кога нема да отидеш на психијатар. Луѓето ќе зборат и кога ќе отидеш на психијатар. Луѓето секогаш ќе зборат. А најбитно е, пак ќе се повторам по 16 пати во ова видео, како се чувствуваш ти. Ако дењето на психијатар, ако разговарањето со стручна личност ти помага, што е битно што јас ќе кажам за тебе? Ти, кога ќе си легнеш навечер, ако се чувствуваш дека полека почнува да исчезнува тој страв, таа депресија од тебе, тоа е најбитното. Другото не е битно. Побарајте помош, кажете, споделете и можеме да го решиме. Само споделен проблем може да се реши. Јас се надевам дека успеав да ви одговорам на овие прашања кои што денеска ги оделив онака на широко и опширно и дека свативте што сакам да ви кажам и извлековте некоја поука од сето ова. И се надевам дека овој серијал ќе го продолжиме, затоа што јас, после, веќе го заврши видеото, се чувствувам многу убаво, затоа што знам дека денеска сум помогнала на една личност. Не мора на повеќе. На една личност денеска сум помогнала. Така да, останете ми среќни, задоволни, смејте се почесто, дружете се, почесто посетувајте го профилот Ивона и Марија, затоа што верувам дека ќе имате што да научите од тука и се надевам дека ќе можеме да се дружиме се почесто вака и да одговарам на вашите прашања. Ćao!